гледаш СФР кој постоеше, имаше 3 бои знамето, нели, плава, бела и црвена и една петокрака масонска унутра, на средина. Сега ова наша има само 2 бои, некако ми е по сиромашно, по-бледо, оно жуто и црвено, може, а? споиш, тоа прави една чудна наранџаста комбинација. Али плаво, бело и црвено, кога тоа ќе го измешаш, тоа се добива една фантастична колоритна ситуација, една... Или знаејќи ги работи како се поставени, мислиш ли дека тек сега доаѓа врвот на тој некој си невкус, кич, шунт и така натаму, па тек после тоа може да се менуваат работите? Или мислиш дека сега е времето? Дека тоа заврши, бре, дека тоа пројде, дека завршија тие шундови, кичови, тие... Добре, гледаме најголем клуб у Скопје сега е ориентиран кон турбо поп фолк. О, Боже, не прости, да се живи и здрави, али неизбежни се. Замисли, има мои другари, мои пријатели во Белград, кои ми се жалеа скоро пред некој ден на телефони се, не сакам да спомнам се име да еден многу позната звезда, еден рокер од моје време, од 80-ти години, во еден многу познат белградски бенд. Керка му него слуша турбо фолк и иде на тие Джей Рамадановски, на тој Аца Лукас. Тој Аца Лукас сега гостува в Скопје, гледам билборди, има 350 денари карта. 350 денари карта и овие сејачишта наши плаќаат тоа. Па ебо вас Бог, бре, дај уразумите се више, бре, дај почнете, бе, нашиот театар ви нуди супер представи, има супер клубови, има супер свирки, супер бендови. Немој да бидете, бре, сељаци, бре, више, дај станете нормални. Кили, ти си сега више како оние холивудски фраери што имаат проблем што имале проблем со законот ваму таму, нели, готово тоа најголемо на широко се збореше. Сега како ти гледаш на таа медиумска фама околу тоа? Па супер е тоа, бре, за конј не мора да е добар, мора да се дигне прашина, па нека и таа прашина прљава, нека е нечиста, нека закашлува. Ја од секогаш сум имал, нели, сукоби со законот, па дури прекршоч, ние се бајле ми звонеше овој курир да ми донесе писмо дека сум направил саврчен прекршок и треба да платам 150 евра казна, ако у рок од 8 дена платам. Супер, јеби га, ја ќе ги дам тие 150 евра уместо 300, наравно. Али да, секогаш сум сакал да бидам на маргините на едно друштво, али сега више, кога пројдов 40-та година, решив да станам нормален со граѓани, нели, да ги почитувам сите закони и правила на ова наше друштво, иако се досадни и банални, некреативни. Што се случува по тие казнено поправни? Такво е како во тетовирање? Случува журки, бре, се случува зезање, добро, само вода да им се дае, ве молам, драги... Вода? Вода, да. Во тие културни институции нема вода, замислите. Евате у 21 век да нема у тој хотел Шератон, Хилтон, тако звани, да нема вода. Има вода од 5 сабајле до 7,5 сабајле. Ако Чикаперо го уклучи притисокот на бойлерот, ако штопната ја отпушти, ако не отпушти штопната, тие 158 луѓе што се тамо неки може да се истушират. Па, би ја замолил оваа држава да воспостави со водовод едни 2 цевки кои ќе може да стигнат до тамо, за да може тие луѓе се тушираат, зашто физичките работи нивни се многу напорни и они се знаат и после смрдат као творови. Така да ве молам, дозволите им во казнено-поправната уметничка институција Шутка при Република Македонија да се воспостават туш кабини и да луѓето бидат чисти и педантни, затоа што веќе се исчистени од своите прљави гревови, останува уште своите тела да ги исчистат. Апропо Шутка, дали митот за сапунчето е вистинит? Не е вистина, jer таму имаш многу гееви кои за кутија цигари или за 100 денара така добро ќе ти го поцицат. Знаеш, ако сакаш да не ти треба никакви сапунчиња. Значи да. Све тоа нормално спонтано. тамо, спонтано, да. Кој сака, кој неке, Кој неке не мора, значи, Да. дека сега... Знам дека е забрането се земе Кока-кола од тоа бифето тамо кој е за вработени, јас стално им зимав и тоа го иритираше и го плашеше тој човекот што е задужен за бифето. Тамо све мислеше дека ќе го бапнат изолација кога му зимав ја Кока-коли, али благодарение на мојот шарм ја успевав да го убедам васпитачот да ми земе Кока-кола од бифе в стаклена флаша, а онда сите овие да пукнат од мука, пошто на 45 степени многу е добро да пиеш ладна Кока-кола. Па чекай, ти беше кој нема губено филмови, ти тегнеш што имаат работи што други немаат. Ти си со Кока-кола пред тебе. Да, јас сум со Кока-кола и ја правам фонтани, ја правам, ја креирам.
samo уште држава да почне да не гради такви хотели и допунски супер, тоа што прави они допунски депанданси во таа културно-уметничка институција, него да воспостави водовод, бре. Тоа треба да направи, водовод. Така, Крајње доле нека време, се виш. испише тука сега, ајде Да, како и ве да е. молам да се поправи храната, значи доручекот и вечерата. Ако сте веќе одлучиле да тамо биде all inclusive програм, онда нека тој програм биде малце побогат, нели, нека има и воќе, нека има и поврќе, а да нема конци од телече месо кое навидум изгледа дека е месо, а уствари е некое брашно потопено, некои конци од мускулно месо потопени во брашно, па онда тоа поховано и тоа е толку блюботина, е одвратно да е сплачина. И Боже ме опрости. Мене тоа ми беше едно супер искуство, фантастично. Се сдружи во некој генг или Ма во не, такви не е работи? генг, јас створив свој генг, јеби ga, не се здружим ја у генгови. Jer ja sam kao ona osa matica, idem tamo se zbira oko mene. Сега naravno se zbira i šljam, a se zbira i ubav svet. Ние ги фрламе сите у сито, правиме шк, испаѓа шљамот, убавиот цвет останува, него го ставаме, нели, да, На полица пиедестал. добра, не мора на пиедестална добра полица, и све е лепо што се добро сврши. Би сакал, да, кога ме прашуваат сите дали би се вратил, да, би се вратил повторно на месец дена, затоа што е тамо супер да се одмориш од мобилни телефони, иако ја имав мобилен телефон. Да се одмориш од жена која ти стално звоца нешто и ти дава обврски, а тамо не може да те јебе. Да се одмориш од пријатели кои си принуден да ги гледаш, а вамо не мораш да ги гледаш, и душата конечно да ја наполниш со фантастична литература која у обичниот свет и у нормалното постоење, у ова наша неподнослива леснотија на постоење не можеш да ги најдеш, нити имаш време, нити можност. А таму имаш и време, и можност, Сега да и те прашам, љубав, и све. Дали пишуваше таму нешто? Држаш или не знам некој Не, дневник, сега такви пишувам, работи? сега пишувам затоа што секој секунд е таму фантастична, приказна, непоновлива и неиспричлива, вака сега кога би ти ја раскажувал овој помаранџе микрофон, глупо би звучало, али Помаранџе заради држава. кога би ја кога ја би ја напишал, исто ја напишам, имам едно помаранџаста папка, бере, да се чудиш, ево како е ова, све чудно искомпонирано. Чудно помаранџесто. Да, А мислиш дека може некогаш ќе биде можност да ја прочитаме? мислам дека е многу симпатично и занимљиво штиво и дека децата треба у школи да го учат. Колектир. Као лектира. Колектир некој видер за седмо оделение. Како би ја крстил? Би ги Сигурно крстила јако Тајни би било. живот Кирила Поп Христова. Дори на српски нагласа. Да, Нека тајниот живот на Кирил Поп Христов. Кили, оди сега на снимање, помини добро, Да, морам да помини идам во. на снимање филм, иначе би се дружил со вашата А2 забавна емисија. Драги гледачи, ја бев Кирил Поп Христов, човекот кој си поигрува со животот, а и понекогаш со законот. Чао. Тоа беше Кили. Продолжуваме ние.